Верувам, забележавте дека нема чести видеа на каналот Татунчо како порано. Тоа е затоа што ми дојде идеја, ми дојде мисла дека не е доволно само да се прават видеа и слободно да се разговара на одредени теми, туку дека е потребна одредена подготовка. Потребно е барање на соодветните книги, на соодветните извори, соодветно цитирање и поставување на еден вид на научен метод во пристапувањето кон YouTube видеата. Јас знам дека YouTube е во најголема мера забава, но истовремено имам забележено дека во таа забава се изнесуваат и идеи, но и теми кои што се тешки, едноставно не можат да бидат произволно земени. Една од тие теми е историјата, не само историјата како што овде пишува на историјата на македонскиот народ, туку историјата генерално како приод кон раскажувањето на настаните од минатото. Што од неа може да се научи и кои се пристапите кон нејзиното проучување или запишување. Тоа се дилеми со кои што периодов се занимавам и кои што ги ставам запишени на хартија, нормално како и вообичаено барам извори, барам соодветни книги кои што ми помагаат да го поткрепам тоа што го имам јас како соодветна идеја. Затоа се овие големи паузи помеѓу едно и друго видео, ама охрабрен од она што беше реакција на последното видео, кое што имаше нормално сосема друга тема, охрабрен од тоа и охрабрен од реакциите кои што нормално беа соодветни на истражувањето кое што претходеше на тоа видео, подготвувам ново истражување во кое што темата ќе биде историја, одредени историски личности, историски настани, значи не велам дека ќе има едно видео, туку намеравам да има серијал од видеа кои што ќе следат ќе го следат овој наратив поврзан со историјата и во која што серија од видеа верувам ќе разјасниме некои работи кои што сега во денешно време, значи со употребата на интернетот, се употребуваат, ама во голема мера и се злоупотребуваат само за да се постигне гледаност, видливост и профит. Мислам дека вистината и знаењето се поважни од тоа, така што останете на каналот Татунчо, ќе има добро дружење.